Почитувани добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е директорот на клиниката за токсикологија Андон Чибишев. Докторе Чибишев, на почеток би сакал да ве прашам колку вкупно од повредените во пожарот во Кочани беа примени на клиниката и дали се уште до ден денеска имате хоспитализирано пациенти? Видите, практички во првите неколку дена добар дел од пациентите кои што настрадаа во трагедијата која што се случи во Кочани поминаа преку нашата клиника, посебно тие кои што имаа инхалаторни повреди, односно тие кои што имаа вдишено од отровните гасови кои што се ослободуваа при пожарот, односно при горењето на покривот во дискотеката. До сега преку нашата клиника се поминати повеќе од 40 пациенти, затоа што иницијално ние примивме 17 пациенти, од кои што еден дел во текот на престојот во првите 2 дена се влошува и имаше потреба да ги префрламе на други клиники каде што им требаше дополнителна стручна помош. Третиот дел од нив беа трансферирани во странство, во државите кои што ни се понудија на помош и ни помогна. Меѓутоа, после една недела од кога ситуацијата минимално се релаксира, еден дел од пациентите од другите клиники кои што немаа потреба веќе да бидат третирани таму се враќаа кај нас и добар дел од пациентите кои што се враќаа од странство, а има доминантно инхалаторни повреди, обавезно беа примани кај нас 24 часа на една 24 часовна обсервација. При тоа им беа правени одредени клинички и токсиколошки иследувања и ако тие беа во рамките на референтни вредности, ги пуштавме да си одат дома. Практички сите пациенти кои што се вратија во државата поминаа преку нашата клиника, затоа што кризниот штаб кој што ја менаџираше целава ситуација зазема став сите пациенти воопшто што побараа помош и тие што се враќаат од странство да бидат конзилијарно прегледани од анестезиолог, пластичен хирург, токсиколог и психијатар. И ние на тоа максимално се придржувавме и сметам дека тоа даде одлични резултати. Какви последици може ли да се остават некои трајни последици од вдишувањето на отровниот чад во дискотеката? Дали ќе биде доволно можеби пократок или подолг рок на лекување и опоравување на самите пациенти? Видите, труењето со гасови може акутно да направи големи проблеми во однос на здравствената состојба на една индивидуа. Дури може да предизвика и смрт. Во зависност од тоа колкава е концентрацијата на отровните гасови и колку долго траела експозицијата, односно изложувањето на таа загадена атмосфера во која има зголемена концентрација на отровни гасови. Во случајов екстремно зголемена концентрација на јаглероден моноксид. Меѓутоа, кога горат органски материи, како што беше случајот во Кочани, според моите информации, таму горела пластика која содржи полиуретан. Полиуретанот кога гори, покрај тоа што ослободува високи концентрации на јаглероден моноксид, ослободува уште еден екстремно токсичен газ, цијан водород, кој исто така може за кратко време да направи сериозни пореметувања во функционирањето на човечкиот организам. И двата овие гаса во комбинација предизвикуваат пореметување на клеточното дишење на два различни начини. Значи, јаглеродниот моноксид има 270 пати поголем афинитет кон хемоглобинот во човечкиот организам, кој што е задолжен за пренос на кислородот во процесот на дишењето. А цијан водородот директно го пореметува клеточното дишење и предизвикува така наречено клеточно задушување или клеточна асфиксија. Тие два процеса комплетно го блокираат дишењето во организмот. Кога организмот ќе остане без кислород, сите органи, практички целиот организам кој што е граден од клетки, клетките почнуваат да изумираат, да губат својата функција, со тоа практички почнуваат да престануваат сите витални функции и настапува
смрт. Во однос на лекувањето, тие пациенти кои што успеаат нели да преживеат, опоравувањето ќе трае долго? Сите пациенти кои што поминаа низ нашава клиника се испишани со референтни клинички наоди, односно со референтни и лабораториски и токсиколошки анализи, без никакви компликации. Меѓутоа, не само отровните гасови што директно штетно влијаат на органите и на клетките кои што ги градат, туку таа пролонгирана или продолжена состојба на смалено снабдување со кислород. Се обидувам народски тоа да го објаснам, да не ме сватите погрешно, да не употребувам стручни изрази, за да ме разберат гледачите што ќе ме гледаат. Значи, таа хипоксија, тој недостаток на кислород, може многу неповолно, ако трае подолго време, да делува на виталните органи. Посебно на централниот нервен систем, на срцето и на белите дробови. Значи, мозокот или централниот нервен систем, па и периферниот нервите, заради недостаток на кислород, можат да изгубат на сензитивност, на потполна способност во иднина да функционираат. Ме разбирате? И така да сите пациенти што поминаа преку нашава институција и кои што се пуштени дома, советувано им е да дојдат на контрола за одреден временски период и ние ќе ги обсервираме, односно ќе ги следиме подолг временски период за евентуално да не се појават некои доцни компликации кои што се очекувани во вакви случаи. Тоа го најавивте, испишаните пациенти ќе бидат под ваша обсерваторија. Дали од тие веќе испишани, некои веќе доаѓа на контрола? Некои се враќаат се жалат на вртоглавици и на главоболки, што е очекувано, меѓутоа јас сметам дека тоа се реверзибилни процеси. Ние ќе успееме тие потешкоти да ги поправиме. Се плашам да не се појават некои посериозни компликации како пореметена меморија, неспособност за концентрација, може и такви да се јават. А и за таквите веќе имаме направено план како понатаму ќе ги третираме, затоа е зборувано многу и во кризниот штаб, во кој што учествуваат експерти од разни области. Има понуда и од тоа и министерот за здравство го кажа неколку пати јавно, има понуда од неколку европски држави да ни помогнат и во тој дел од процесот за подолго трајна рехабилитација на овие луѓе, ни нудат престој на овие пациенти во специјализирани центри за рехабилитација на такви тешки труења со въглероден моноксид, каде што се спроведуваат специјални програми и постапки за рехабилитација, нивна рехабилитација. Доктор, изминатите денови во јавноста е актуелна и хаваријата која што се случи во рудникот Тораница, излевањето на тешки метали, олово, сулфур, цијанид во двете реки, Тораничка и во Крива река. Треба ли да се врши, според вас, испитување и на сите оние реки кои што имаат некаква допирна точка со овие две и колку треба да се даде исто така внимание и во однос на испитувањата на земјоделските производи кои што доаѓаат од тој регион? Видите, апсолутно треба сите реки, сите води во Република Македонија да се контролираат, затоа што ние не знаеме, не можеме 24 часа да вршиме мониторинг на одредени индустријски капацитети, каде ги испуштаат отпадните води или дали во процесот, во технолошкиот процес на нивната работа се создава некаква хемиска субстанција или химикалија која што може да ја загади животната средина, без разлика дали се тоа вода или земја или вода за пиење на крајот краишта. Треба сите да се проверат и да се мониторираат почесто. Затоа што еве и оваа хаварија што се случи во Крива Паланка со реката Крива река е една сериозна опомена. Дека можеме од една прекрасна река која што се користела за релаксација, имало оделе таму, не знам, риболовци, оделе ловци, оделе луѓе во природа излегувале, сега да ја претвориме во мртва река.
затоа што сите тие хемикали делуваат и на флората и на фауната, значи ќе уништат и риби, и жаби и се што има внатре, а уште потрагично е тоа што од таа река се користи вода и за наводнување. Реката, еве сега неколку реки се излеа. Сега, нели, во актуелнава временска состојба. Се излеа. Кога се излева водата, таа ја понира во почвата и сите тие хемикали кои што се исклучително токсични, исклучително неповолно делуваат на здравјето, ќе останат во почвата. Преку почвата ќе ги најдеме во земјоделските производи кои ние секојдневно ги конзумираме и практички ќе се труеме со цијанид, кој е многу токсичен, еве сега кажував цијан водородот, цијанидот практички е тој што ги прави здравствените проблеми, а тешките метали од типот на олово се такви што тие не можат да се елиминираат со години од почвата. Тие имаат многу долг полуживот и внесени во организмот се депонираат во одредени органи, конкретно за оловото, тоа се депонира во коскената срж. И оттаму ние не можеме да го извадиме со месеци па и со години, со ниедна метода, со ниеден лек, со ниедна постапка не можеме да го извадиме од коскената срж. Знаете што ќе направи внатре? Тотално ќе го поремети нормалното зреење на крвните клетки. Па ќе имаме исфрлање во циркулацијата на нездрави еритроцити и што е трагично, нездрави леукоцити и може да се јават сериозни крвни заболувања, па дури и леукемија, кое што е малигна крвна болест. Така да, сериозна е ситуацијата. Јас немам информации дали е официјално, од официјална лабораторија, од официјален орган докажано присуство на овие хемиски материи. Го слушам тоа на медиумите и го читам и во тој правец и го коментирам. Ако тоа е така, ако е вистина, тогаш ќе е страшно, трагично. Уште една тема кога сме во областа на заштитата на животната средина, изминатиот месец имавме и полициска акција во односи на апсењата за случајот со увозот на сомнителен мазут, кога сме кај мазутот, колку тој е штетен по здравјето на граѓаните. Видите, таа употреба на тој мазут, според моја информација, од најлош квалитет, содржи исклучително токсични состојки кои што кога согоруваат, ослободуваат одредени токсични гасови кои што можат сериозно да го загрозат здравјето. Најтоксична состојка во мазутот е бензенот, кој што е во првата група на канцерогени супстанции. И не сакам да предвидувам колку години во државата се користел тој мазут со најнизок квалитет и веројатно со огромна концентрација, односно содржина на бензен внатре. И што се ние сме дишеле во овој период кога се користел тој мазут. Не знам навистина, еве сега кога зборувам, страв ме фаќа, пишував и по социјалните мрежи, дадов и неколку изјави за медиуми и ја кажав опасноста од користењето на таквите енергетски горива. Меѓутоа, државата има соодветни надлежни институции кои ќе треба тоа да го проверат и да видиме што се ние сме дишеле во овие неколку години додека се увезувал тој мазут со низок квалитет. Клиниката за токсикологија со која што раководите пред непол месец успеа судски да ја добие поранешната економска директорка на истата оваа клиника со тоа што таа призна вина пред судот. Дали во оваа судска постапка, освен признавањето на вина на економската директорка, беше наведено дека има и материјална штета по самата клиника? Дали тие пари клиниката ги наплатила или планирате да одите во посебна судска постапка? Кога јас дојдов, практички се соочив со 18 луѓе кои што доаѓаа на клиниката без никаков договор, без никакви овластувања и шетаа тука по клиниката, нели работеа со пациенти. Тоа
нормално е крајно незаконски. Јас тоа веднаш ги собрав луѓето тука и им кажав дека во вакви услови, под вакви услови тие не може да доаѓаат тука. Ги замолив да ја напуштат институцијата, да не доаѓаат веќе и од тогаш еве спроведуваме постапки да ги надокнадиме, да го надокнадиме недостатокот на персонал. Меѓутоа, во тој месец и пол се исплатени одредени финансиски средства во облик на плати кај овие 18 луѓе, кои што се постапка што е незаконита. Значи, исплаќани се средства на луѓе кои што немале никаков договор и буџетот на клиниката беше оштетен за одредена сума на пари, која за нас како мала клиника, која нема баш некој голем буџет, беше значајна. Заради тоа ние дел од документацијата која што при тоа и предходно ја собравме, ја предадовме на надлежните институции, следуваше нели соодветна кривична пријава, судски процес кој што заврши со осудителна пресуда за поранешната директорка, која што при тоа кажавте вие дека призна вината, што е доблесно од нејзе, нели? Меѓутоа ние сметаме дека и штетата која е направена на клиниката треба на некаков начин да се валоризира, затоа нашиот правен тим ќе поведе посебна граѓанска постапка во која што ние ќе бараме надокнада на тие финансиски средства кои што се изгубени, да не кажам злоупотребени во оваа постапка. И самиот спомнавте дека имате недостиг на кадар, во колкав обем? Па видите, кадар никогаш не е доволно. Во моментов функционираме со кадар кој што го имаме на располагање. Секако дека имаме барање за вработување, еве почнавме да вработуваме, вработивме 2 млади доктори, во постапка се уште 2 ќе вработиме. Значи, докторскиот тим ќе го освежиме со млади кадри и во постапка ни се прием на сестри, прием на хигиеничари, на болничари. Се надевам дека за непол месец дена ќе се екипираме онака како што јас сметам дека ќе можеме да функционираме со полна парја. Уште едно прашање сосема за крај. Изминативе неколку години имаме сериозни некои проблеми во здравството, од недостиг на лекови. Не се случува исто така, еве имавме и пожар исто така во модуларната болница во Тетово. Како ја гледате генералната слика во моментов во однос на здравството и што според вас треба најпрво, па може и на подолгорочен план да се смени? Видите, здравството е долго време запоставувано, става на некако во втор план. Многу несакани случувања се случија во македонското здравство, кои случување дополнително ја обременија и така тешката состојба. Главниот проблем во македонското здравство, според мене, е недостигот на средства и недостигот на современа апаратура и современа инфраструктура. Ние почесто гледаме дека странски држави ни донираат апаратура, отколку што самата држава Да, набавува. апсолутно, и тоа е недозволиво. Значи, мора државата повеќе да посвети внимание на здравството. Да не изгледам политички. Мислам дека во последниве неколку месеца се прават сериозни обиди да се нешто подобри во здравството. Прво, зголемен е буџетот. Колку ја имам информации, зголемен е буџетот, располагаме со повеќе средства за да можеме понормално да работиме. Имаме екипа во Фондот за здравство која покажува максимално внимание и разбирање за нашите проблеми. Еве, јас сум во 3 мандат раководител на оваа институција. Досега ваква соработка и по хоризонтала и по вертикала не сум имал. Добра соработка зборувам. Значи, разбирање за проблемите, брза реакција, брзо решавање. Се надевам дека така ќе продолжи. Докторе, ви благодарам на разговорот. Ви благодарам што ми дадовте можност тоа да го кажам. Почитувани, вие го гледавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.